Околу 300 граѓани, односно 43 семејства кои во моментот живеат во субстандардни услови во зградите на поранешното нервно оделение и во стари куќи во централното градско подрачје во Штип, ќе бидат сместени во новите типски куќи. Тендерските постапки почнаа, со што истите ќе бидат изградени во штипската населба Света Нидела. Проектот за општините Штип и Берово е вреден 900.000 евра, од кои 500 се за Штип. Се работи за проект во износ од некаде околу 900.000 евра, од кои 500.000 евра заедно со кофинансирање припаѓаат на општина Штип и проектот предвидува и инфраструктурни зафати и се разбира меки мерки или поточно урбанистичко планирање на населбата каде што живее ромското население во нашата општина и мерки со кои што ќе се подобри здравјето и воопшто животот на ромите во нашата општина. Во однос на инфраструктурниот дел би сакале да ја известиме јавноста дека од наредната недела веќе ќе започнат активностите за објавување на тендерски постапки преку кои ќе избереме економски оператори кои што ќе бидат одговорни за реализација на монтажните, односно типските објекти. Шурова Ангелова посочи дека општината со 43 ромски семејства работи извесен период и веќе ги имаат потпишано изјавите со кои се согласни да се вселат во новите типски куќи во населбата Света Нидела. Освен изградба на куќи, општината ќе биде должна да изгради водоводна и канализациона мрежа, осветлување и улици во населбата. Рокот за завршување е од 15 до 60 дена. Се работи за неколку тендери, во зависност од нивната финансиска конструкција има различни периоди кога ќе завршат овие тендери. Некои од нив ќе завршат за 15 дена, а некои за 60 дена. Проектот ќе мора да се реализира во рок од 8 месеци, што значи дека во тој период не само што треба да овозможиме овие лица да бидат преселени веќе таму, туку ќе мора да завршиме и со урбанистичката, односно планската документација со која што ќе овозможиме да се урбанизира тој дел од нашиот град. Изградбата на типските куќи во населбата Света Нидела има и големо значење за доизградбата на булеварот Партизанска во должина од 1 километар од зградата на автомотодруштвото до населбата Баби.